аргументацијата од сите колеги беше соодветна, а бев испровоциран од причина што сега отварајќи низ македонските медиуми го прочитав насловот на пресконференцијата на Венко Филипче, каде што укажува на тоа дека СДСМ се повлекло од комисијата бидејќи не сакало да учествува во криминалното задолжување на државата. Ние пред неколку дена имавме еден обид да ја поминеме оваа точка на комисиската расправа, па замислете, поскрај оние пресконференции и соопштенија на СДСМ, причината беше дека немало простор каде да седнат во оваа сала. Ние на тоа одговоривме што дел од колегите кои што се нели од парламентарното мнозинство им остапивме место да седнат, па потоа истиот оној господин за кој што сега зборуваше колегата Пренџов, кој што некогаш во оваа држава беше одговорен за економскиот сектор, кажа дека ете не сакал да ги гледа колегите како стојат. Ние замоливме колегите излегоа пред салата, па потоа имаше друг изговор, за да обидувајќи се преку некаква креација согласно деловникот да не ја закажуваат точката или да инсинуираат дека некој нешто крие, ние ставивме таа точка да биде прва, побаравме измена и дополнена на дневниот ред, за да во рокот таа комисија нели не биде закажена и денеска согласно повторно деловникот да претседателот на собранието одлучи дека треба еден од пратениците кои што се кои што се членови на комисијата да претседаваат со комисијава. И замислете, секогаш кога ние сме имале аргументи, кога сме биле опозиција, сме доаѓале во собранието, сме ги закажувале седниците кога требало да бидат закажани и на крајот од денот и сме дебатирале. И сега јас можам да разберам да се создава политика врз основа на аргументи, но не можам да разберам репетитивно вие да создавате политика на дневно-политички памфлети и тези и континуирано да сте демантирани, вие упорно да продолжувате и да сте претседател на СДСМ, барем некогаш тоа беше голема партија, на ваков начин вие да ја креирате политиката. Кажа господинот Пренџов, вчера кога дојде или завчера не можам да се сетам, кажа а каде е сега пратеникот кој што зборуваше нов ден, ново задолжување, ете, сега се прочитаа земите зошто тоа беше кажано, но секогаш кога ние ги повикуваме, ајде да дебатираме, еве ја комисијата закажана, еве го тука министерот за финансии, дојдете, аргументите се тие, прашајте тоа што сметате дека треба да прашате, нека дојде Венко Филипче тука, нека ги постави сите ние тези кои што ги поставуваше на пресконференцијата, за да можеме соодветно на тоа да ги кажеме аргументите, нели и соодветно да одговориме на истите дали тие аргументи се правилни или не се правилни. Но сепак тоа нема да го видиме, бидејќи кажавме дека водењето политика на дневно-политички памфлети доаѓа на ваков резултат, а тоа е континуирано вие да бидете и демантирани. Што е она кое што е многу важно, неколку факти би сакал да кажам, бидејќи кога ги видите фактите, вие доаѓате до еден заклучок. Прво, зошто се зема овој заем? Овој заем се зема за финансирање на капитални проекти. Во државата капитални проекти во овој момент имате над 1200 кои што се имплементираат во сите општини и имате посебна веб страна која што е администрирана од владата, каде што во секој момент во реално време вие можете да проверите секој проект до каде. Најголем дел од тие средства ги искористија и општините кои што се уште имаат и градоначалници од СДСМ. Тоа што после СДСМ и со нив се скара, тоа не е наша работа, но фактот е дека и оние општини каде што имаат градоначалници од СДСМ не беа дискриминирани, туку голем дел од овие средства ќе служат за да продолжиме да ги финансираме тие проекти. Во овој момент Македонија е држава каде што се градат од еднаш 3 автопати, а во подготвителни услови се уште дополнително еден, кој што тие кои што ја управува оваа држава, тие кои што даваат пресконференции, не се сега тука да ги прашаме зошто ги лажеа граѓаните, зошто се играа со нивните чувства и зошто наместо да ги градат тие автопати, тие ги купуваа парцелите околу трасата за да може некој да се збогати. Еве сме, тука сме, ајде да дебатираме за сите прашања. Во овој момент вие имате коридор на железничка пруга која што ќе се реконструира и вие имате подготвителни активности за градење на брза пруга. Затоа овие средства и ние ги бараме. Имате средства кои што се бараат за да се исплатат повисоки плати, повисоки пензии, нови болници, нови градинки насекаде во оваа држава. Тоа е само за СДСМ. За ДУИ и Левица не сакам ни да коментирам. Едниве се зафатени во тоа да го бранат војникот Артан и ништо друго освен национализам нема да видите и лажни обвинувања, бидејќи секогаш кога се збори за нови болници, нови училишта, нови градинки, нов автопат, кога зборуваме за нова железница, нив ги нема. Бидејќи треба некој да дојде тука и да праша до каде е автопатот
кон Блаце, ние треба да му одговориме дека веќе сме во крајот на подготвителните активности, дека ние ќе го изградиме и да ги прашаме зошто тие кога можеа да го градат купуваа парцели за да може Артам да се богати. Затоа тие нема да ги видите тука. Оние од левица, тоа е сосема друга приказна, еден пост на Facebook и тука завршува целата сериозност околу управување со јавни финансии и ние имаме таква опозиција во државата. Од аспект на она што е клучен и крунски доказ од аспект на овој заем, а тоа е дека ние оваа година во 6-ти месец треба да вратиме втора транша од еврообврзница издадена во 2020 година. Каде што ние кои што нели сега го спореа на пресконференцијата, можете да видите една интересна работа. Од тие кои што застанаа позади Венко Филипче денеска, сите беа дел од таа влада на различни позиции. Венко Филипче беше министер за здравство. Постои институција во државата која што се вика Државен завод за ревизија. Отворете го извештајот и видете што пишува Државниот завод за ревизија за заемот кој што ние треба со овој заем да го вратиме. Вели 2020 година државата се задолжи, ништо од тие средства не заврши таму каде што требаше да заврши. Помошта која што се делеше, набавките кои што се делеа, имаат огромна инсинуација за корупција. Тоа што Венко Филипче како министер за здравство во 2020 година нас не задолжуваше, тоа што сите оние кои што застануваа позади него не задолжуваа нас, ние сега треба со овој заем втората транша да ја вратиме. Од аспект на другите работи кои што беа кажани, факт, тука е помеѓу нас и професорот Лазаров, јас не би си дозволил да зборувам политички инсинуации, бидејќи го почитувам како образовен авторитет, и затоа сметам дека треба да се каже тоа што е напишано во законот. Прво да зборуваме за каматата. Каматата е 2,10% со варијабилен еурибор. Го видов Венко Филипче, излажа дека била 5% каматата, тоа едноставно не е вистина. И јасно стои во предлог законскиот текст дека еуриборот е варијабилен и секој кој што има минимални познавања од економијата знае тоа како се пресметува. Исто така како што е факт поради условите на пазарот, ова е најевтин заем кој што во овој момент можеше некоја држава да го обезбеди. Кога ќе видите понатака, колегата Бране зборуваше за тоа, исто така и ноторен историски факт е дека ние треба до 2031 година да вратиме 9 милиарди евра земени во владењето на СДСМ. Тоа нема да го слушнете. Тоа нема никој да го каже. И на крајот, повторно ќе кажам заради авторитетот кој што го има професорот, секое предавање на економски факултет или во средно економско училиште укажува на тоа дека е во ред некој да се задолжи, но дека треба да има дополнителна додадена вредност во општеството. Ние кажуваме да, ќе постои заем и да, со овој заем ќе се финансираат капитални проекти. Зошто? За да порасне двоцифрен процент градежништвото, за да има капитални инвестиции, за да имаме 6 квартали поред 3,5%. Дали некој тука во оваа просторија знае, а нема кој да ни одговори на тоа прашање кое што сите го поставуваме, 7 години, 4,5 милиарди евра задолжување, 1% просечен раст. 1% просечен раст е доволно вие ништо да не правите. Подобро ќе беше да не одеа на работа, ќе имавме повисок раст. Секој ден кога овие луѓе одеа на работа, не имавме раст кој што историски најнизок. И затоа нема да се зборува. Нема вие да слушнете зошто 9 милиарди. Дали некој знае во оваа просторија, надвор од оваа просторија, а нема на кого да му го поставиме прашањето, дали една шајка се закова во тие 7 години, а 100% се покачи јавниот долг. Такво нешто не постои. Понатаму. Ајде да одиме од аспект на она кое што го зборуваше и пратеникот Пренџов. Како се зборува или како се на никаков начин аргументира јавниот долг? Сите знаат дека во однос на процентот на бруто домашниот производ. Сега точно е дека во апсолутна бројка јавниот долг е 10 милиарди евра, но треба да се види зошто е тоа така. Зошто оваа влада можеби се задолжија, како тие што велат дека е така, 2 милиарди евра за 2 години, за да ги вратиме нивните долгови. Затоа што ние кога дојдовме и кога ја составивме владата не дочека доспеа на обврска во еврообврзница. Многу често слушам на телевизија и не можам да се изначудам зошто се лаже каде заврши 1 милиарда од Унгарија. Не знам зошто нема некој во салата повторно да го постави тоа прашање. Ворете ние да си ги поставуваме од партиски говорници кога нема кој да ве праша, но ајде бе да одговориме каде е таа 1 милиарда. 250 милиони евра во општините, 250 милиони евра за компаниите и замислете, почитувани граѓани, пола милиарда евра заврши на отплаќање на евробонд. Заврши на отплаќање на еврообврзница која што овие ја зема, која што оние кои што стоеа позади Венко Филипче ја зема, а сега кога треба да одговорат зошто ја зема, а ние ја вратиме, ја враќаме, ги нема. Во однос на процент на бруто домашниот производ, јавниот долг е под 60%.
Јавниот долг е 1,5% понизок од тоа која тие го оставија во 2024 година. Ама тоа нема да го слушнете. И затоа бегаат. И затоа одбиваат да се соочат. Затоа коалицијата СДСМ, ДУ и Левица одбива да учествува на ваквите расправи, затоа што ќе треба да даде одговори. Од аспект на тоа што го кажа и пратеникот Пренџов, јас нема да ги повторувам заемите, само ќе повторам 3 заеми за да ја потсетам македонската јавност, а и да ги потсетам оние кои што заборавиле. ЕБОР ЕСМ ликвидност 2023 година 100 милиони евра за ликвидност на ЕСМ. ММФ ПЕВЛ, ако некој заборавил, 530 милиони евра повлече оваа држава, исто така за ликвидност, под услови кои што се многу поинакви од тие кои што ги имаме сега. И секако 50 милиони евра програма за одржливост и за отпорност. Така да, од аспект на сите овие работи кои што се кажани, ние сме дошле во собранието заедно со заменик министерот и сме спремни да дебатираме. Не на пресконференции, не од безбедна дистанца на партиска или собраниска говорница, каде што знаете дека нема кој да ви ги постави овие прашања, туку на комисија. И кога бевме опозиција, се појавувавме, поставувавме прашања, одговаравме и дебатиравме, истото тоа го правиме кога сме на власт. Овој начин на водење на дневна политика со памфлети, инсинуации и лаги едноставно нема да помене.